Рут, секој пат велам, една преубава книга. Рут, многу пати, секој пат, од кога почнавме да ја разгледуваме, говорам дека книга која што носи еден уникатен наслов. Носи наслов на жена. Не е единствената, меѓутоа се само две книги кои што носат, рековме, наслов на жена, тоа е Рут и другата е Естир, и двете се во Стариот Завет. Секој пат милувам да кажам дека Рут е една преубава љубовна сторија, иако досега тоа не го видовме. Ако се навратиме малку наназад, што разгледавме, што завршивме, ја видовме првата глава, до сега минатиот пат само отпочнавме со втората глава, првите 3 стиха, и би сакал сосема накусо да кажам и да го оправдам тоа што го говорам, дека Рут всушност таа прва глава, ако може да ја кажеме во една реченица, видовме само црнила, видовме таги, и навистина е така. Првите стихови отпочнава со едно запознавање на едно 4-члено семејство, на сопруг, на Елимелех, неговата сопруга Ноемин и двајцата негови синови, кои заминава од Витлеем, кој значи куќата на лебот, заминаа на 70 километри подалеку од Витлеем, во Моавските полиња, па тоа представува, како што ви реков, едно тенџере, една вангла, еден леген за миење на нозете на стопанствениците, на газдите, на оние кои што во тоа време стопанисувале, би рекол, успешно и што имале слуги. Само би одбележал неколку главни точки, според мене, што ја одбележуваат првата глава. Јас отпочнав со еден наслов, дека секој пат кога имаме, ние сме всушност секојдневно сме во еден предизвик на донесување на најразлични избори, па од тука и насловот беше дека секој наш избор или нашите неправилни избори секој пат со гаранција водат до катастрофални последици. И ако го видиме тоа во самото семејство на Елимелех или на Ноемин, која што го изгуби својот сопруг, во меѓувреме за тие 10 години кои што отидува за подобро утре, отидува за барајќи леп, бидејќи Јудеја беше зафатена, Јерусалим со суша, немаше од каде да се произведува леп, и не треба да заборавиме дека секој пат во тој контекст во кој што говориме, кога се случуваат сите овие нешта, кога имало суша, кога немало леп, тоа било едно предупредување од Бог до својот избран народ, дека се оддалечува од него. Елимелех, верувам дека не ја разбрал таа поента, не го разбрал тоа предупредување. Заработката во Моавските полиња беше неговата смрт, неговата сопруга, реков, остана без својот сопруг. Во меѓувреме, неговите двајца синови се оженила за Моавки, кажавме дека со ништо не се подудараат, ниту со нивната култура, ниту со нивното учење. Апсолутно две различни, би рекол, спротиставени страни. И тие двајца млади момци, и тие починава, Ноемин не само што остана без низиниот маж, него остана и без низините двајца синови. Но, би рекол, има едно но, тоа е таа прва глава, која што нема ништо од таа најавувана преубава љубовна сторија, нема ништо, ниту едно, би рекол, ниту еден зрак од некаква љубовно светло. Меѓутоа, минатиот пат кажав дека отпочнувајќи со втората глава имаме една нова сценографија. И навистина имаме нова сценографија. Кажав дека Ноемин
ќе остане на таа сцена, Рут ќе ја игра главната улога и на самиот почеток во 3 стиха кои ги разгледавме, само ни се најави дека се појавува некој си воз кој што е роднина на Елимелех. Од тие 3 стиха, како една најава за вечерашнава проповед, која и дадов наслов под крилјата на Бог, зошто ме инспирира овој текст да дадам еден таков наслов, бидејќи влегуваме, би рекол, во една атмосфера на вистина, од една страна љубовна, цело време велам дека ова е љубовна сторија, од друга страна кажавме дека Рут ја праша својата свекрва дали ќе ја позволи да оди и да собира по полињата, бидејќи беше време на жетва. Видовме дека не случајно е тоа, не е тоа никаков късмет, реков, никаква среќа, да Рут се погоди од толку многу ниви во областа, да биде точно на една од нивите на воз. Рековме многу накусо дека воз, очигледно дека е богат маж, дека минатата, последната проповед, насловот беше дека Божјото провидение за секој еден од нас е многу години, многу би рекол педантно планирано. Меѓутоа, се прашувам дали и ние, како Ноемин и како Рут, секој од свој аспект, многу тешко можеме да ја видиме иднината. Многу тешко можеме да знаеме што тоа Бог има за секој еден од нас. Може би вака на прв поглед изгледа така, можеме да кажеме така. Истото го велева и Ноемин и Рут, меѓутоа вечерашнава проповед, вечерашниве 14 стиха даваат сосема едно поинакво светло. Даваат навистина едно надежно, би рекол, светло, кое што нашиот Бог, ќе речам така, повторно за своите деца го има најдоброто. И би сакал да дадам накусо неколку карактеристики од карактерот на воз. Кој всушност е воз? Да се запознаеме, бидејќи воз се појавува на сцената и како што рекол воз и Рут, таа нивна случајна средба ќе прерасне во една искрена и длабока љубов и не случајно ќе останат до крајот, до 4 глава од оваа 2 глава од Рут. Интересното е не само што воз е богат човек. Тоа може да го видиме дека има своји слуги, дека не само што има една нива, дека располага со луѓе кои што се надзорници па над неговите слуги, располага со посебна група на млади девојки кои што се грижат околу јадењето, околу водата. Ако се пренесеме и го имаме предвид тој контекст од тогаш, тој е стварно еден успешен бизнисмен. Еден успешен човек кој што раководи успешно со својот бизнис и тоа е неоспорно. Меѓутоа, многу поважно за мене оваа вечере, што сакам да истакнам дека не само што воз е богат човек, меѓутоа многу е важно што воз е верен човек. И за мене искрено игра многу значајна и важна улога. Како можеме да го видиме сето ова? Ани прочита дека доваѓањето него од Витлеем на нивите, каде што се веќе почнало да се врши и да се работи, самото негово доваѓање од текстот можеме да видиме и пристигнување кај жетварите и кај одговорниот кој што е за жетварите, поставен од него, првата негова средба, како вообичаено наше здраво или вообичаено наше добар ден и што правиш, воз вели Бог да биде со вас. И од таа страна гледаме еден одговор кој му
вели Бог да те благослови. Ако одите и денеска на Блискиот Исток, во било која продавница да влезете, луѓето кои што се навистина верни, нема да ве пречекаат или нема да влезе верен човек во продавница со добар ден, него ќе влезе со овој израз. Од тука можеме да видиме дека воз навистина е верен човек. И воз навистина ги почитува, иако се негови слуги, и он им е предпоставен во целата негова работа. Второто нешто што истакнува неговата верност и неговата, би рекол, одговорност, што веднаш забележал од толку многу жетвари, дека има нова и млада девојка. И првиот негов интерес во самото тоа доваѓање до својот предпоставен вели: сакам да ми кажеш која е она млада девојка. Одговорот од другата страна е дека таа млада девојка, прво што одговара одговорниот, вели дека е Моавка. Ние ќе видиме многу силни, многу значајни зборови, му кажуваат. Таа е снаата, дојдена е со Ноемин и дојдена е тука рано од Савајл. На крајот на 17 стих гледаме дека одговорниот што е на жетварите вели дека доаѓа од изгреј сонце и останува до зајди сонце. Дека целото време го поминува тука во труд и во работа, многу малку време е дома. После това, целава оваа случка од 14 стиха, може да видиме 3 разговора, 3 диалога. Воз има разговор со својот предпоставен, Воз има разговор со Рут и повторно оваа, би рекол, сцена и оваа историја завршува со разговор со предпоставени. Интересното е што карактерот на Рут е многу интересен. Од една страна, Воз имаме кој што е богат човек и кој што е апсолутно верен човек и загрижен е за сето она што се случува кај него на нивата. Во тој момент, Воз таа втора сцена би ја нарекол и се обраќа на Рут. И вели на Рут дека да остане и да собира на неговата нива. Да не оди по други ниви. Да не бара други ниви, него тука цело време да седи со неговите луѓе. На крајот повторно вели: дури кога ќе одите на другите мои ниви, ќе одиш и ти со нив на другите мои ниви. Веќе заборави да одиш и да бараш други стопанственици и да одиш кај други луѓе. Постојано, каде ќе одат моите, и ти ќе одиш со нив. И не само тоа, тој вели дека кога ќе сакаш да пиеш вода, водата е многу голем проблем и за тоа време, и за Витлеем во тоа време. Многу тешко луѓето доваѓале до вода. Водата била богатство. Тој говори во текстот дека слободно можеш да се приклучиш кон моите девојки, кога сакаш да пиеш, и повторно ќе кажам на крајот од текстот вели не само тоа, него кога ќе јадат и кога ќе макнуваат од оцедот и водата за освежување, ти цело време ќе бидеш постојано тука. Нема да бараш апсолутно друг човек и друга нива. И повторно можеме да кажеме овдека во цела оваа историја дека Рут имала многу голем късмет, Рут имала многу голема среќа. Рековме дека нема таква работа. Рут ни на крај памет не може да замисли што ќе излезе од целата оваа средба со Воз кој ние ќе ја видиме во тек на овие идни 4 глави. Но интересното е реакцијата
од овој разговор, од овој диалог помеѓу Воз и Рут. Само 3 точки би одбележил за карактерот на Рут. Да видиме какви два карактера Бог во неговата замисла, би рекол, ги спојува. Рут видовме од минатиот пат во првите 2 стиха дека побара од својата свекрва дали ќе ја дозволи да отиде и да собира по полињата за храна. Многу е интересно, јас кажав и минатиот пат, дека некој ако ве повика, како што Ноемин ја повика Рут, да дојде и да ги остави целото семејство, да ги остави сите роднини и да тргне со Ноемин во една непозната земја. При тоа кажав, никој ништо да не ви ветува, да немате апсолутно ништо. И при тоа да дојдете, па јас верувам дека вообичаено Ноемин би заземала една позиција како свекрва и би покажала со прс или со прачката или Рут би чекала на крајот од краиштата, ако сум тргнала со тебе, треба на некој начин да обезбедиш барем јадењето, ако ништо друго. Меѓутоа гледаме сосема спротивна една реакција. Гледаме една реакција која што на прво место кај секој еден би рекол, кај секој едно Божјо дете. Значи, секој пат кога имаме некаква иницијатива како што имаше Рут, разликата е многу голема помеѓу иницијативата на Рут и некоја наша, би рекол, иницијатива. Рут имаше иницијатива да се грижи за Ноемин, меѓутоа нејзиниот пристап беше со молба. Ја испочитува Ноемин и ја праша со молба дали ќе ја дозволи да оди, да собира по полињата, за да се грижи за себе, меѓутоа да се грижи и за неа. Второто нешто, многу е интересно, втората карактерна црта, може да имаме ние да бидеме инспиративни. Меѓутоа, многу често се случува кога имаме некаква инспирација, тогаш никого не гледаме од страна. Тогаш не почитуваме никакви авторитет. Говорам тука за црква. Јас ја имам идејата, јас ја имам инспирацијата, се оставиме, тргни се ти на страна. Ниту е практика на Божјо дете, ниту е практика како што може да видиме на Рут. Рут е толку понизна, Рут е толку со еден благодарен дух, кој повторно е дух на човек, би рекол, кој што е близко до Господа. И третото нешто, како карактерна особина на самиот карактер на Рут, е тоа што е крајно трудолюбива. Од текстот гледаме дека, пак е повторам, од раните утрински часи, од изгреј сонце, вика, доаѓа, никој не ја приметува. До зајди сонце работи. И на крајот во 17 стих вели собра близу 1 ефа јачмен. Приближно околу 18 литри јачмен. Тоа не е малку да собереш, да го исчукаш, да го како чист продукт и да го однесеш дома. Овие 3 карактерни особини се основни, би рекол, карактерни особини на секое едно верно Божјо дете. Зошто? Бидејќи се врзани една со друга. Не може да имате некаква инспирација, неки видиме во овој текст вечерва, без таа инспирација да не почитува авторитети, без да имате инспиративност, ама да не бидеме, да се вклучам надмени, да не тераме по наши, меѓутоа да ги испочитуваме авторитетите, да тоа што го правиме, да го правиме со благост, тоа да го правиме со понизност. Точно овој карактер на Рут би рекол доваѓа до една кулминација.
И мојата цел и мојата кулминација на вечерашнава моја беседа, што ја насловив како крилјата под Бог, текстот вели: Рут падна ничку, се ничкоса и се поклони до земја. Ние сме говореле многу пати кој паѓа ничкум со лицето нанапред и кој на кому се поклонува до земја. И во тоа нејзино, во тој нејзин би рекол гест, таа е изненадена од тоа што ја го кажа воз. Тоа паѓање ничкум, тоа е повеќе од почит. Таквото паѓање ничкум и таквото поклонување до земји го правеа верните луѓе кон Бог. Која е причината, ако ги видиме, ако веќе може да кажеме ги знаеме двата карактера, горе-долу. Од каде на Рут еден таков порив за една таква, би рекол, благодарност и за еден таков гест. Многу е интересно што сакам, како што реков, мојата цел на вечерашна проповед е нешто што Рут кажува и би сакал секој од нас, јас додека ја подготвував, многу пати се прашував. Рут, правејќи го овој гест, се обраќа на воз со зборовите, вели од каде најдов, со што заслужив таква милост за сето ова што го правиш и што го покажуваш. Со што најдов во твоите очи или пред твоите очи таква милост. Зошто го говори Рут сето ова и зошто го прави Рут сето ова? Контекстот многу е важен да го разбереме ако се вратиме во историскиот контекст на тоа време, во културолошкиот контекст на тоа време. Да бидете евреи, значи да бидете од избраниот народ. Доволно е, ние и до сега верувам дека знаете, доволно е да бидете туѓинец. Доволно е да бидете странец. Ако слушне евреин дека сте странец, може да си седите на страна, ниту ќе ви обрне некој внимание, ниту ќе влезе некој со вас во разговор и во диалог, да не говориме за некакви лични контакти, да не говориме за некакви помош, стоите на страна. Не случајно сега ве враќам кога дојде воз на нивата и кога го праша неговиот предпоставен, која е онаа млада жена? Првото нешто што му го кажа, му вели таа е Моавка. Точка. Не треба повеќе да збори. После говори чива е, од каде дошла и што направила. Многу е битно и важно да се знае за евреинот дека е Моавка. Со еден куршум утепа, два зајака. И странец, па уште од моавските полиња, значи теоретски шанси нема да дојде во близината на било кој евреин за било каква помош, би рекол. Се враќаме повторно на овој диалог овдека, воз што и вели. Воз и вели, никаде нема да одиш. Не само денеска што ќе береш. Додека трае жетвата, каде ќе одат моите, таму ќе одиш и ти со нив. И јадење, и пиење, дури на крајот вели на надзорникот, нема да ја закачате, дури ќе ја пуштате и по некое нешто повеќе меѓу жнењето. Не сакам да слушнам ниту еден збор. Рут го знаеше многу добро тоа. Нема, зошто велам, мене лично, овие зборови многу ме воодушевија и многу ме трогнава. И ние сме моавци на еден начин. И ние сме исто тоа што била Рут, ништо посебно. Ние не сме избрани од народ. И ние доваѓаме од таму од каде што дошла Рут. И која е таа милост, јас се прашувам, што е тоа што заслуживме? Што, ајде јас во моје лично име да говорам.
Што е тоа што јас го заслужив во очите на Христос? Немам одговор. Немам одговор. Од причина што како да многу често забораваме на вистина од каде доаѓа. Како да многу често забораваме дека и вечерва што сме собрани, дека сме собрани, не знам, како на кино, како на театар. Не, оваа жена разбра што е направено за нејзе. Рут длабоко во своето срце разбра што е направено за нејзе. Рут знаеше затоа изрази која е таа милост. И да биде овој диалог, уште би рекол повозбудлив, што одговара Вос на целата оваа нејзина. Вос вели, знам што си направила за свекрвата твоја од кога починал мажот твој. Прва работа. Не што си направила за свекрвата твоја додека си бевте сите заедно, живи, здрави, без разлика што сте напечала. Не. Гледам што си направила за свекрвата твоја од кога си изгубила се. Многу суштинска, многу тешка состојба. Ние знаеме да правиме добри нешта кога ни е се потокму. Меѓутоа, не знам што би правил во една ваква ситуација. Прво, Вос говори тоа. Знам што си направила за свекрвата после смртта на твојот син. Второ нешто и вели, знам дека си оставила татко и мајка и земјата и државата и си дошла овдека во непозната. Не можеме да бидеме блиски со Христос ако не си оставиме татко и мајка. Не е во правата смисла, ние на младинските часови малку чепнавме од таа тема. Меѓутоа, ја и тогаш потенцирав. Ако некој пат треба да оставиме татко и мајка, ја ги класифицирав во две групи. Ако едната е ме терат да лажам, да крадам, да правам нешта кои што не се по стандардот Христов, и второто е нешто кој ме одвраќаат од Христос. Вос лоцираше две многу битни работи кај Рут. И се поставува нормално сега едно прашање, дали ние Вос не рече, знаеш што, ти си овде и ова се што се случува поради благодатта? Вос и рече, не, поради тоа што си го направила и за свекрвата и поради тоа што си го направила, што си ги оставила таткото и мајката. Се наметнува едно прашање, можно ли е ние благодатта да си ја заработиме преку добри дела? Така излегува. Ако правиме добри дела, не ни треба благодат. Значи, ние ќе му одма велам не да не бидам погрешно разбран. Вос говори нешто сосема друго и вели. Вос и вели за сето она што си го направила, за твојата свекрва, за тоа што си оставила татко и мајка, за тоа што си заминала од твојата земја, си дошла од туѓа земја, Господ да те исполни. Господ значи целосно, во сите твои потреби. Господ, Бог, чиј Бог? Бог на Израел. Тој да ти даде се во изобилство. Зошто? Бидејќи си решила да побараш за столниште, бидејќи си решила да побараш утеха. Каде? Под крилјата негови. Тоа е одговорот на Вос. И контекстот е многу интересен. Не знам, секој треба сам да си се праша и да си одговори што всушност бара од Христос. Ако го следиме овој текст, ако го следиме овој контекст, па доваѓаме, би рекол кај Бог, нештата се во еден совршен ред.
Значи, кај Бог нема нешто да не е совршено, кај Бог нема нешто да не е подредено, кај Бог нема нештото да си врват една за друга. Ние многу пати сакаме да ги извадиме нештото. Што всушност кажа Воз? Работата што ја имаш овдека, што ти е дадена, ти ја дал Господ. Тоа што добиваш како храна, ти го дава Господ. Платата за сето она, грижата, за се што си направила, значи во целост ќе ти ја даде Господ. Господ е тој што ја дава работата, Господ е тој што ја дава платата. Јас во целава оваа работа, јас сум само инструментот во рацете на Бог. Јас се прашувам, сме ли инструменти во рацете на Бог? Може да бидеме инструменти во рацете на Бог само кога сме под крилјата на Бог. Бог е орлестиот со расширени крилја, би рекол. Ние говоревме во вторникот, повторно употребуваме зооморфизми. Бидејќи пак контекстот во тоа време ние ги среќаваме на многу места, и во псалмите ги среќаваме, во Матеј среќававме исто, за да дојде под крилјата. Многу тешко е на луѓето, ние сме научени нештото да ги гледаме сликовито. Многу тешко е да ги гледаме имагинарно. Затоа луѓето бараат некакви својства кои што ќе можат, ние би можеле и тогаш да го разбереме Бог и неговата величина и неговото делување. Од сите птици кои што постојат, орелот е птицата која што има најголем распон на крилата, околу 2 метра. Поголемо од него, меѓутоа, пак е род, велат на орелот, тој е кондорот кој што има од 3 до 3,50. Тоа е страшно нешто, многу, многу големо. Само кога ќе сакаме, само кога имаме вистинска желба во срцата наши, да побараме од Бог сигурност и да му се довериме под неговите крилја, само тогаш можеме да ја покажеме вистинската Христова љубов. Само тогаш можеме да ја изразиме вистинската помош Христова. Во ниту еден друг случај, тоа се од друга страна, ако сакате, може да ги гледаме како белези. Ако сакате да видите кој колку е Христов, Библијата ни дава на многу места, за многу позиции, за многу, би рекол, ситуации, белези дадени за да можат верните да препознаваат што е вистинското, да разликуваат од она што не е вистинско. Причината е тука дали секој пат во се она што имаме потреба, дали се доверуваме 100% на Бог. Зашто другата страна е дека многу често силата ја полагаме и ја улагаме во нас самите. А ставаме една маска и велиме дека тоа е Божјо дело. Меѓутоа, разликата помеѓу овие, би рекол, две состојби е во радост. Тие кои што се под крилјата на Бог, без разлика на околностите, ќе ги познаете, бидејќи се радостни. Бидејќи радоста не зависи од околностите, бидејќи радоста нивна ја црпат од сигурноста. Вие може да бидете радосни само ако бидете сигурни. Ако немате било каква сигурност и малку да ви се расклатува сигурноста, вие никој пат не може да бидете радосни. Или ќе бидете радосни, меѓутоа ќе паѓате. Кога ќе дојдете на она тло кај што немате сигурност, радоста спласнува. Само кога имаме сигурност, само кога полагаме се во Бог, можеме да имаме радоста и можеме така радосни да ја покажеме Христовата љубов. И само така, тоа е врзано едно со друго.
И само така радосни со Христовата љубов може да помагаме и да мислиме за оној другиот, да бидеме инструмент во рацете на Бог за помош на другите, како што беше воз. И ќе завршам Матеј 23 глава, 37 стих, говоревме, стихот беше: Ерусалиме, Ерусалиме, ги праќам моите пророци, ти ги утепуваш и ги сосипуваш со камења. Имав голема желба да си ги соберам своите чеда, како кокошката што си ги собира своите пилци, меѓутоа вие не сакате. Топката е на другата страна. Бог, повторно ќе повторам и сакам да завршам со тоа, Бог не е големиот работодавец. Мене ми текнуе сега си како на владава. Владава наша е најголемиот работодавец. Сите сакаат да работат во државни институции. Сите сакаат да бидат под крилјата на владата. Бог вистина дава работа, меѓутоа Бог не е заинтересиран многу од таков тип на работници. Меѓутоа Бог од секој пат бил заинтересиран. Ако имаме в предвид дека Бог е ист вчера, денес и за секој пат, Бог има интерес од оние кои што сакат да се згрижат под крилјата на Христос. Бог има интерес не од оние кои што знаат се, не од оние кои што можат сами да се изборат во животот. На Бог му требаат инструменти. На Бог му требаат луѓе како што беше Рут. И јас се надевам дека од оваа вечерашна проповед, дека сите ќе заминеме и ќе се запрашаме. И тоа не само оваа вечер. Добро е почесто да се запрашуваме со што јас ја заслужив таа милост во очите на Господ. Не знам во вашите животи се сеќавате ли на вашиот воз? Има ли во вашиот живот според оваа сторија кај секој еден од нас мора да има некој воз кој што Бог го употребил. Но многу поважно би рековме, дали бараме и дали сакаме да ние бидеме употребени од Бог, да ние бидеме воз за некој друг во овој грешен свет. Господ да ве благослови и ви посакувам да имате една пријатна и успешна седмица.